Драги гледачи, добро дојдовте во новиот циклус на спортски репортажи на програмата на Ирис телевизија. Заедничката соработка на спортската редакција на Ирис телевизија и на фудбалскиот клуб Кидго Пекчево продолжува и во оваа сезона, во која играчите на Кидго се изборија за историски пласман во втората македонска фудбалска лига група Исток. Конечно по долга пауза, љубителите на фудбалот на добриот стар Исток ќе можат да присуствуваат на квалитетни фудбалски надпревари. Таа може да се жалба им ја оствари играчите на Кидго Пекчево, кој експресно за релативно краток период од општинската преку трета лига влегува во втората лига група Исток. Раководството на клубот начело со спонзорот Кирил Гогов обезбеди оптимални услови за развој и унапредување на фудбалската игра, која тактички и играчки ја соврши струтиот штаб начело со Трајче Сенев. Во првото второлигашко коло, тимот на Кидго е домакин на градскиот стадион во Пекчево на екипата на Плачковица од Радовиш. Две екипи од Истокот, стари познаници со традиционално добри односи, кои со текот на годините се развивале и проширувале. Во овој прв двобој, желба на едните и на другите е да се играат добро, да ги задоволат вкусовите на гледачите на трибините и секако да ги прогрижат првите првенствени бодови. Шефот на стручен штаб на Кидго Пекчево, Трајче Сенев, се реши за следниот состав. Со број 96 Мирза Дураковиќ, број 2 Никола Ристевски, број 5 Никола Тонев, кој е воедно и капитан на екипата, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 8 Владимир Дујовски, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 15 Александар Темелков, број 16 Зоран Андонов, број 19 Мартин Димовски и со број 22 Петар Најдов. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Стојан Богдановски, број 10 Маријан Ташков, број 11 Бобан Марич, број 13 Иван Колев, број 17 Иван Галевски, број 21 Филип Неделковски и со број 24 Стојан Глигоров. Шефот на стручен штаб на Плачковица Гордан Здравков се реши за следниот состав. Со број 1 Горан Трајковски, број 4 Мартин Петров, кој е воедно капитан на екипата, број 6 Андреј Петковски, број 9 Симеон Симонов, број 10 Ѓокшен Лиманов, број 11 Валентино Рафевски, број 13 Јане Стојанов, број 16 Мину Расанов, број 18 Назим Назимов, број 19 Дарко Петров и со број 22 Драги Коцев. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Драган Иванов, број 5 Сердар Адемов, број 7 Даниел Боневски, број 15 Мирчи Ѓоргиев, број 17 Горан Здравков, број 23 Александар Донев и со број 69 Никола Вареловски. Судиска четворка на овој надпревар е од Прилеп, начело со Владко Илиовски, на кој ќе му помагаат Тулчо Јордановски, Марија Смилковски и Кирил Смоковски како четврти судија. Делегат на надпреварот е Коле Митев од Кратово, а контролор Зоран Петковски од Велес. Домашните играчи, односно играчите на Кидго, се во бели дресови, а гостите од Радовиш, играчите на Плачковица, се во црвени дресови. И тие преку деветката Симеон Симонов го изведуваат почетниот удар прв на овој надпревар. Надпревар во кој се влегуваат предпазливо и респектабилно на едните кон другите. Први кои се закани по голот се гостинските играчи преку Рафевски, но топката се одбија од некој од домашните фудбалери и отиде во првиот корнер. На спортивната страна возврати Мартин Стојанов, по добиената топка Трендафилов нафрли идеално за Андонов, кој пак за миг задосни и топката отиде во гол аут. Плачковица парираше подредак во користики е секој можност. Лиманов од десно упати опасен центаршут на кој правовремено истрче голманот Дураковиќ ја зафати топката пред Симонов.
Во он играе. Аут изведе играчите на Кидго. Топката ја прифати Трендафилов и продолжи кон Дијовски, кој пак се реши на удар од далечина, но тоа беше непрецизно и топката отиде крај голот. Домакините преку Мартин Стојанов изведува брза контра под десната страна. Супати центар шут кој казнениот простор, несигурно реагираше Петковски, не стигне и голманот Трајковски и топката отиде во корнер за домашните играчи. Корно го изведе Мартин Стојанов, реагираше одбраната на Плачковица и со глава ја исврли топката надвор од казнетиот простор. Ја прифати Темелков, кој шутираше веднаш во долниот агол, но голманот Трајковски изворено интервенираше и ефектно одбрани. Може би сомнителен момент имаше во 28-та минута, кога Синев ја опати топката кон Најдов. Овој беше во сендвич на двајца одбранбени играчи на Плачковица и падна, но близу беше судијата Илиовски и само одмамна со рацете, не прекинувајќи акцијата и не досудувајќи ништо. Публиката, иако беше пеколно топло, внимателно ги следеше сите овие акции, реагирајќи на возбудливите ситуации и пред се очекувајќи да падне првиот гол во оваа второлигашка сезона и конкуренција. Митриот Антонов по левата страна успеа да му побегне на Коцев и да ја сврти топката кон казнетиот простор, но од оваа акција се изнуди само корнер и тоа на спротивната страна. Корно го изведе Димовски, скокта со глава Коцев за миг раштисти, пошто топката подоцна беше сврлена во аут. Гостинските играчи се закајани преку Осанов, кој изведе акција по левата страна и шутираше откосо и оддалеку, но непрецизно и високо над голот од Дураковиќ. Одлична акција гледачите вида во 38-та минута. Во неа учествуваат Димовски и Трендафилов со завршен удар на Најдов, но голманот Трајковски со прекрасна парада спасува сигурен гол и одбива топката која доаѓа до Андонов. Ја враќа наназад, но раштисти Коцев и оставя опасноста пред неговиот гол. Нова акција изведе Андонов, опакетувајќи ја топката паралелно со гол линијата. На неа налета Темелков кој осамен шутираше, но тоа лошо го стори и високо покрај голот. Во контрнапад се заканија гостите, но на место беше Синев, кој раштисти ситуацијата и веднаш по оваа акција судијата Илиовски освири крај на првото полувреме во кое немаше гол, но зато имаше неколку сериозни ситуации и возбудување пред головите и на Плачковица и на Кидго. Останува актерите на теренот во вториот дел да ја поправат пред се ефикасноста и конечно гледачите да видат и некој гол. Тука Кидго Пекшево, тука Плачковица Радовиш, резултат на полувреме 0-0. Средината за таи. Вираш, никој не види. Ја на нас трибута. Во вториот дел, тренерите Трајче Сенев и Гордан Здравко се решија на првите замени. Кај екипата на Кидго на местото на Андонов во игра со број 11 влезе Бобан Марич, а кај Плачковица на местото на Симонов во игра влезе доскорешниот капитан на Штипска брегалница со број 17 Горан Здравков. Очигледна е намерата и на едниот и на другиот стратег да се освежи играта и да се добие и на динамика и на организацијски план. Оваа замена кај екипата на Кидго веднаш и вроди со плод. Голманот Дураковиќ по една акција ја дегажираше топката кон слободниот Ристевски,
кој влезе во полето на Плачковица. Кратко проигра со Мартин Стојанов, кој веднаш му ја врати топката. Следови идеален центаршот на Бобан Марич, со сета своја умештност и голема реализаторска способност и искуство, скокне повисоко од Петковски и од тешка позиција со глава ја смести топката во голот на немактиот голман Трајковски. Гол толку очекуван, прв второлигашки за екипата на Кидго и за голема радост и на играчите на теренот и на гледачите на трибините. Водство на Кидго од 1:0, а ја бележиме 47-та минута на преварот. Ке ти кажам и пушка, чекай, ке ти кажам. Трета минута. Видливо еуфорија кај домашните играчи, кои повторно се закајане преку Мартин Стојанов на додавање од Најдов, но по ударот со глава топката отиде крај голот. Кидго изведи и корнер преку Димовски, највисок во скокот беше капитен Тонев, но топката заврши покрај голот. По левата страна на оваа акција на Кидго преку Најдов, кој нафадла пред голот, но пред Мариц сигурно интервенира голманот Трајковски. Во улога на лево крило е и Марич, кој го пронаоѓа во слободниот простор Најдов. На него стартуваше Петров. Најдов падна како покосен, бараше пенал, но и овој пат судијата Илиовски беше близу, не ја прекина акцијата, дозволувајќи тоа да продолжи. Во контрнапад, опасно се заканија гостите, не беше сигнализирана недозволена ситуација, односно офсет, и акцијата беше прекината. Плачковица можеше да иземни во 70-та минута, кога новолезениот Вареловски ја опати топката кон Асанов. Некој од браната на Кидго киксираше и топката дојде до Лиманов. Овој се реши со лоп удар и го решареше празниот гол, но стативата овој пат беше сојузник на голманот Дураковиќ. Во акција на Кидго, Трендафило по добиената топка од Најдов упати удар под голот, но топката заврши покрај голот на Трајковски. Во финишот на средбата, поради повреда играта ја напуштија Мартин Димовски и Мартин Стојанов, пошто спласте иницијативата на Кидго. Играчите на Плачковица со петти сили се обидуваа да го загрозат голот на Дураковиќ и да го изравнат резултатот. Особено беа активни и опасни по нивната десна страна, каде што и те како се осети отсуството на стандардно одличие од Мартин Димовски. Плачковица изведе акција по оваа десна страна и со идеална топка упатена кон Лиманов, а овој осамен пред Дураковиќ наместо да постигне гол ја промашува топката која отиде во гол аут. Голема шанса за Плачковица која остана нереализирана. Во една од ретките акции на Кидго, Галевски доби топка и тргна кон голот на гостите, но го стигна Петковски и извади топката во корнер. Ново закана за домашните играчи, откако гостите повторно по оваа десна страна упати употреблива топка на која налета Горан Здравков. Веднаш шутираше на Дураковиќ, спаси сигурен гол. Играта со број 4 Петров честопати се обидуваше преку долги топки да ги запасе своите соиграчи. Тоа го прави во 88-та минута. Но истрче голманот Дураковиќ, кратко одби само до Лиманов, кој упати удар, но повторно боксуваше и спасуваше Дураковиќ и сврелајќи ја топката во поле. Во самиот финиш на средбата до израз дојде и капитенот Тонев, кој го спасуваше својот гол пред налетот на Лиманов. Последната акција ја предводеше повторно Петров, кој го пронајде Асанов, кој од работ на 60-ти шутираше, а Дураковиќ повторно сигурно одбрани. И тука некаде беше крајот на овој мощен, драматичен, возбудлив и до самиот крај неизвесен надпревар, во кој победи посрекниот тимот на Кидго Пекчево и тоа со голот на бомбардерот Бобан Марич постигнат во 47-та минута.
Честитка заслужуваат сите актери на теренот, кои покрај топлото време прикажа одличен фудбал, при тоа почитувајќи ја коректноста и ферплејот, во кој немаше никакви грубости. Мора да се истакне одличната свирка на судиската четврток прилеп на чело со главниот Владко Илиовски, кој покажа само 3 жолти картони, еден за домашните и 2 за гостинските играчи, и тоа пред се поради невнимание, отколку поради остри стартови. Милува сликата на крајот на надпревар, кога на исто место се најдат и заеднички рака си подадат фудбалски легенди во имињата на Гордан Здравков, Јовица Трајчев, Ѓорги Тракалинов, Трајче Сенев, Димитар Маđунаров, Љупче Колев и Јованче Пилешков, што влева надеж во еднината на македонскиот фудбал, барем овде на добриот Стари Исток. Гледачите задоволни и пресретни, со аплауз ги испрате актерите на теренот, радувајќи се на првите 3 првенствени бодови на својот миленик, тимот на Кит го Пекчево. Еве ги комплетните резултати од ова прво второлигашко коло од групата Исток. Вардар Неготино Брегалница 1:4, Лаз Илиев 2 и Размовски и Велиновски по 1 стрелци за Брегалница, а Соколов беше стрелец за Вардар. Кит го Пекчево Плачковица 1:0, Тиквеш Кожов 0:0, Детонит Борец 0:1 и Каменица Саса Партизан Обрашани 2:3. Табела по првото второлигашко коло: Брегалница, Партизан Обрашани, Борец и Кит го Пекчев има по 3 бода. Кожов и Тиквеш освоија по 1, а и екипите на Плачковица, Детонит, Каменица, Саса и Вардар се без бодови. Надпреварите од следното второ коло на програмата ќе бидат во сабота 25 август, во кој тимот на Кит го ќе гостува на Вардар во Неготино, а Брегалница во Штип ќе биде домаќин на екипата на Партизан од Обрашани. Тука некаде е крајот оваа репортажа, драги гледачи, ви благодарам за вниманието, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!